Најчесто живеат во субстандардни услови, а некои од нив дури и под секое човечко достоинство. Без струја, без вода и во кујки кои повеќе наликуваат на колиби отколку на домови. Голем дел од нив немаат и никакви примања, најмногу заради неукоста и неупатеноста како да си ги остварат своите права, било тие да се материјални, социјални или здравствени. Ромите во Прилеп, чиј број е над 5000 луѓе, во овој 21 век веднаш и сега заслужуваат подобар и поквалитетен живот кој постојано ќе се надоградува, алармираат од Ромскиот ресурсен центар од Скопје. Работиме долго време на подобрување на условите за живење, кое подразбира донесување на ДУП за целата ромска населба, легализирање на населбата, кој веќе ДУПот е поминати на Совет. Работиме на подобрување на вработливоста и поддршка со програми за вработување на млади и жени ромки. Дополнително работиме и на подобрување на образовниот статус кај децата роми со обезбедување на дополнителна туторска поддршка во основното образование на повеќе од 200 деца роми. И од општина Прилеп потврдуваат дека подобрувањето на квалитетот на животот на ромите е еден од нивните главни таргети на кој континуирано се работи во изминатиот период, со што, според градоначалникот на Прилеп, состојбата полека се подобрува. Значи тука околу 700 кујчи за легализација. Потоа воспоставување на водоводна мрежа и комунална инфраструктура, донесување на урбанистички планови, воведување во работен однос како на млади, така и на жени ромки, со што го подобруваме и социјалниот карактер на животот во нашата општина. Инаку, според последните истражувања на Ромскиот ресурсен центар, голем проблем за прилепските роми е и отежнатиот пристап до јавните здравствени услуги. Најголем дел од нив ниту имаат здравствено осигурување, ниту пак имаат пари да си платат приватно. Па следен чекор на кој веќе интензивно работи оваа невладина, а по проект на Европската Унија, е изнаоѓање начини да им се помогне на овие луѓе да дојдат до насушно потребното здравствено осигурување и лекување, уверуваат од РРЦ Скопје. А еден од тие чекори беше и неодамнешната донација на амбулантно возило, мобилна клиника, наменето најмногу за потребите на оваа заедница.